Значи денешната крводарителска акција е организирана од страна на жените на Социјалдемократскиот сојуз во општина Струмица. Акцијата започна во 8 часот, ќе трае до 14 часот и досега имавме голем број на крводарители кои што дојдоа да даруваат крв, како жени крводарителки, така и мажи крводарители. Всушност тие денеска својата хуманост, својата љубов, својата солидарност, својата добрина ја искажаа преку чинот на крводарување. Ова акција ја организиравме по повод Денот на здравството, Светскиот ден на здравството, 7 април. Имено многу пати досега имам кажано дека за да се дарува крв пред се треба да се биде здрав и дека дарувањето на крв е привилегија пред се на здравите луѓе. Значи самото дарување на крв од една страна значи еден спасен човечки живот, меѓутоа од друга страна представува и контрола на сопственото здравје, значи контрола на здравјето на оној кој што дарува крв. Сите крводарители кои што доаѓаат во нашата служба знаат дека секогаш прво се мери крвниот притисок, се врши аутентација на целата работа, се мери крвната слика, висината на хемоглобинот, се пополнува анкетен прашалник и врз основа на сето тоа лекарот одлучува дали таквиот крводарител, потенцијален крводарител, може да дарува крв без при тоа да има некои штетни последици по неговото здравје или по здравјето на оној кој што ќе ја прими крвта. Меѓутоа со тоа контролата на здравјето на крводарителот не завршува, значи продолжува и после тоа, бидејќи секоја единица крв понатаму се контролира на присуство на маркери на трансмисивни болести, тоа се контролира на присуство на причинители на заразни заболувања кои што можат да бидат пренесени преку крвта од дарителот на примателот на крвта, тоа се хепатитис B, хепатитис С, сифилис и СИДА. Така што секоја единица крв која што ќе биде негативна, ние потоа ја даваме на болните, значи ја трансфундираме, меѓутоа ако излезе некој позитивен резултат, такиот крводарител го повикуваме, правиме нови тестирања, правиме нови испитувања, ако има потреба потоа го испраќаме до инфективно одделение каде што се прават дополнителни испитувања, а ако е потребно се применува понатаму и лекување. Значи токму поради тоа кажат дека самото крводарување значи од една страна представува еден спасен човечки живот, а од друга страна значи представува контрола на здравјето на оној кој што дарува крв. Би сакала да искористам ова прилика да им се заблагодарам пред се на организаторите на оваа успешна доброволна крводарителска акција, да се заблагодарам на сите оние кои што денеска даруваа крв, да им посакам многу здравје и многу крводарувања во иднина, а исто така да искористам и оваа прилика на сите здравствени работници во нашата општина, да им го честитам Денот на здравството, да им посакам многу успех на личен и на професионален план. Најпрво ја користам оваа прилика на сите здравствени работници да им го честитам Меѓународниот ден на здравството, а исто така и да им посакам на граѓаните на општина Струмица што помалку да ги посетуваат овие здравствени организации, тоест да имат подобро здравје. Традиционално општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Струмица на овој ден организира крводарителска акција со надеж дека оваа крв која што денес ќе биде овде дадена доброволно ќе помогне на многу луѓе да ги подобрат своите здравствени проблеми, за разлика од другата акција која што денеска исто така се одржува во нашиот град и која што се состои во мерење на телесна тежина, шекер во крвта и притисок, крвен притисок и се одржува на плоштадот наместо во јавните здравствени организации каде што треба да се одржува.